Замислете да ги замените вашите 5 или 6 дена за 4-дневна работна недела. Звучи добро, зар не? Работодавците широм светот го пробуваат овој тренд, тестирајќи го 4-дневниот модел, особено со порастот на флексибилноста и работата од дома. Како оваа промена може да го редефинира вашиот баланс помеѓу работа, уживање и зголемување на продуктивноста? За подобро разбирање на придобивките од овој модел, важно е да се спомене дека во моментов речиси 9% од светската популација работи 55 часа или повеќе неделно. Скратувањето на работната недела покажа бројни предности. Работниците имаат повеќе време за одмор и рекреација, се намалуваат трошоците на компаниите и значително се зголемува продуктивноста. Денес, се повеќе земји го воведуваат овој метод на скратено работно време. Обединетите арапски емирати беа првите што го направија тоа. 70% од вработените пријавиле поголема продуктивност и подобро управување со времето, имајќи повеќе време со семејството, а бројот на отсутни од работа е намален за 55%. Оваа практика полека стигнува и на Балканот. Неколку компании веќе се обидуваат да го имплементираат овој модел, но во поголем обем би барале измени во законот. Конкретно во нашата земја неколку напредни бизниси усвоија 4-дневна работна недела, покажувајќи импресивни резултати. Например, некои IT компании објавија 20% зголемување на продуктивноста и поголемо задоволство на вработените од спроведувањето на промената. Слично на тоа и во маркетинг секторот забележано е намалување од 15% во исцрпеноста на вработените и значителен пораст на апликациите за работа. Сепак, балканците уште некое време ќе треба да почекаат за воведување на пократка работна недела. Дали и вие би сакале тоа да се случи побрзо?